Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Кој останува, кој си оди? Владините партнери стартуваат преговори за реконструкцијата на владиниот кабинет. Вреди први на средба со Мицковски. Повикот СДСМ за итна координирана акција. Суспендирањето на ИПАРД стави над 130 милиони евра во мирување, обвинува Николовски. 38 обвинети во случајот Пулс идната недела ќе седнат на обвинителна клупа. Судот, обвинителството и адвокатската комора се обврзаа на непречено одвивање на судењето. Десетина случаи со труење од печурки завршиле на токсикологија. Лекарите алармираат на внимателност. Сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. Русија го прифати предлогот на Турција за нови мировни преговори со Украина. Со средствата од ИПАРД програмата ќе разговарам со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Станете со нас. Владините партнери како да немаат време да ги чекаат партиските конгреси, па според најавите уште денеска се очекува средба на која би почнале разговори за реконструкција на владиниот кабинет. Дел поради промените од локалните избори, дел поради лошите резултати. Мицковски прво ќе разговара со лидерите на коалицијата Вреди, откако тие побараат 2 места по заминувањето на Меджити на градоначалничкото место во општината Чаир. Катерина Нешкова ги има информациите. Мицковски седнува на маса со лидерите на Вреди за да ги договори смените во неговиот кабинет предизвикани од резултатите на локалните избори. Консултациите се веќе почнати, а се очекува да се интензивираат вечерва или утре. Јас сум убеден дека во следните денови ќе биде постигнат договор кој што ќе биде насочен пред се кон зголемена ефикасност на владата. Една работа што постојано и премиерот, мислам, пред некој ден ја нагласи, но дозволете ми јас да го повтораме дека не се работи за бројот на местата на коалициониот партнер. Се работи за прашањето за капацитетот на поединците, нивното знаење, нивното искуство и како тие ќе придонесат кон институциите што посакуваат да ги предводат. Помалку да се фокусираме на квантитет, а повеќе да се фокусираме на квалитет. Тоа треба да биде и приоритетот на сите коалициони партнери во владата. Оваа порака стигна само ден откако вице-премиерот Фетај обзнани дека Вреди не отстапува од тоа. Двете владени функции што ги напушти Меджити, вице-премиер и министер за животна средина, да бидат и пополнети со 2 нови министри. И тоа Беким Сали веќе отворено е нов предлог за вице-премиер, а ново име Вреди најавува за животна средина. Ова не е нов став на албанскиот партнер. Од Вреди веднаш по изборите брифираа дека бараат 2 места, но тогаш Мицковски како премиер го одби ваквото барање. Се празни Министерството за политички систем, бидејќи Иван Стојлковиќ стана советник во Куманово. Испразнетите места веројатно нема да бидат единствените промени во владата што ќе се договараат на овие состаноци. И самиот Мицковски најави дека ќе има смени на оние министри што според него не работеле доволно. За сега се шпекулира дека сменети би биле министерот за економија и труд од Вреди, Дурмиши, министерот за правда од Знам, Филков и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН, Трипуновски. Иако првично се споменуваа можни трансфери во ресорите на образование, здравство, внатрешни и одбрана, за сега владеачките партнери негираат дека во овие министерства имало некакви смени. Во владата сега има 15 министри од ВМРО ДПМН, 6 од Вреди, 2 од Знам. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Поранешни функционери на СДСМ одбивале соработка со лидерот на партијата по изборните резултати. Вакви информации денеска објави ВМРО ДПМН. СДС е во тежок политички нокдаун, а процесот на консолидација никако да му појде од рака на Филипче. Информации кои од Бихачка стигнаа до нас велат дека познат доктор и поранешен градоначалник одбил функција во раководството на СДС само затоа што не го смета Филипче за релевантен политичар. Дека Венко Филипче има проблеми со консолидацијата и зачувување на онака малото членство, говори и фактот што поранешни активисти, но и функционери и поддржувачи на СДС јавно не се поистоветуваат и со Филипче и со СДС. Или пак не даваат поддршка на политиките и бараат одговорност во нивната партија.
Кога во една влада царува корупција и неспособност, очигледно им останува само да зборуваат за Венко Филипчи и за СДСМ, кои единствени ги разобличуваат криминалите на власта, реагираат од Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ нема да трча по лагите кои секојдневно ги пласира ДПМН. Ова се очајнички обиди на ДПМН да се сокрие фактот дека за една година власт не реализираа ништо од ветеното пред граѓаните и зашто загубија 140.000 гласа. Тоа е рецептот на оваа неспособна власт која не испорача ништо. Земјоделците и граѓаните ги остави без пари и секогаш бега од одговорност. Спинови во паника се најдобар доказ дека не им оди работата. Државата пука по сите шавови, инфлацијата расте, економијата тоне, инвеститорите си заминуваат, а корупцијата е секојдневие, велат во реакцијата испратена од СДСМ. Поранешниот министер за земјоделство од Социјалдемократскиот сојуз Лјупчо Николовски вели дека со запирањето на исплатата на средствата од ДИПАРТ блокирани се над 130 милиони евра, пари кои требало да завршат кај земјоделците. Со конкретни чекори тој денеска повика на итна акција за деблокада на процесот. Од Европската комисија и денеска официјално велат дека чекаат дополнителни информации од македонските институции. Со замрзнувањето на средствата од ИПАР-3 државата ризикува да загуби дел од парите планирани во програмата која на Македонија и е на располагање до 2027, предупредува опозицијата. Поранешниот министер за земјоделство се понуди да и помогне на владата за деблокада на средствата и враќање на довербата во Брисел по корупцијскиот скандал во кој директорот на платежната агенција беше фатен како прима мито од 400 евра. Потребни се решенија, потребна е итна и координирана акција, вели Николовски. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Како претседател на Комисијата за земјоделство во Собранието, веќе побарав писмено детални информации за причините и обемот на оваа суспензија. Целта е јасна, да се утврди вистината, фактите и да се откријат институционалните слабости. Второ, врз база на овие наводи и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план, кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. ИПАРТ програмата функционира на начин што финансира 50% од една инвестиција на земјоделците, а остатокот тие го плаќаат сами. Според информациите кои доаѓаат од опозицијската СДСМ, досега за ИПАР-3 склучени биле 453 договори во вредност од 35 милиони евра, од кои исплатени се само 10 милиони евра. Според Николовски, над 180 инвестиции вредни над 25 милиони евра се директно погодени од суспендирањето на средствата од ИПАРТ. За сега е нејасно колку време средствата од Европската програма ќе останат замрзнати. Според изјавите на владините представници, тоа ќе трае додека не се истражат и можни злоупотреби во минатото. Премиерот вчера кажа дека токму тој побарал суспендирање на парите. Рече и дека Брисел ја поздравил акцијата на обвинителството за организиран криминал. ЕУ пак е запознаена со скандалот и чека дополнителни информации од нашите институции, но таму се воздржуваат од дополнителни коментари. Илија Стоилев во петокот беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Прва рата од ветени 50.000 евра од агрофирма од Струга. Во случајот 5 мина се осомничени, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија. За случајот како што најави во тема на денот разговарам со Цветан Трипуновски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министре, добро вечер, благодарам што сте со нас. Да, благодарам на поканата. Ќе учествувам со задоволство во Многу информации излегува во јавност, како во четвртокот беше приведен директорот на платежната агенција, толку многу бројки, толку многу информации. Може ли за почеток да објасниме што се случува со средствата од ДИПАРТ? Блокирани се, стопирана е исплатата, што се случува во моментот со овие пари? Да, видете, првенствено е многу важно да кажеме дека борбата со криминалот нема селекција. Така почна ситуација. Без најави, без политички притисоци, без многу во јавноста обзнанување или било какви реакции, се делува да се стопира било каква корупција во државата. Само на тој начин делува сериозна влада како што е владата предводена од ВМРО ДПМН. И тука нема простор за дополнителни објаснувања или било што. Премиерот вчера рече дека тој лично побарал да се стопира распределбата на средства од ДИПАРТ за да се провери колку долго имало злоупотреби. Имате ли вие информации колку долго имало злоупотреби или колкав период ќе биде опфатен со оваа проверка?
Видете, веднаш по превземањето на сите активности, односно откривање на овој случај, државата преку механизмите кои што постојат презема активност за да се направат дополнителни проверки што се случувало во самата платежна агенција. Значи, сакам да ги демантирам шпекулациите кои што го комуницирав тоа јавноста дека Брисел не блокира, ќе бидат изгубени средствата и така натака, што апсолутно не е точно. Напротив, нашата брза реакција како држава во делот на стопирање на сите постапки кои што во моментов се во платежната агенција во делот на ИПАРД средствата е поздравено од Брисел. И ние во оваа проверка практично ќе провериме што се случувало внатре во агенцијата. Ова е само еден контролен механизам каде што во моментот ќе се разјаснат ситуациите кои што се случувале во агенцијата. Тоа стопирање на процедурите е од наша страна. По проверката веднаш ќе продолжи целиот процес во агенцијата со ИПАРД средствата да се реализираат со тековна активност. Така да она што го шири опозицијата дека ќе се стопираат, ќе се изгубат средствата и така натака апсолутно не е точно. Напротив, оваа реакција која што ние преземаме е поздравено од Брисел затоа што верувајте во минатото имаше ситуации каде што по сериозни обвинувања од јавност, од медиумите притисоци па се презема одредени активности. Учени од таквите случаи, реакции, јавноста со внимание ги среди случувањата со овој случај. Јас денеска побарав информација од Европската комисија, од таму велат дека официјално дека побарале дополнителни информации од македонските институции за она што се случува и дека не би можеле да коментираат повеќе во однос на овој случај, но многу информации излегува во јавноста, дури и такви дека ОЛАФ веќе ги проверува постапките во платежната агенција. Дали до овој момент некоја друга институција, освен македонските институции, работат на овој случај? Не, само македонските институции проверуваат што се случувало во платежната агенција. Инаку за информација на гледачите, ИПАРД 3 програмата е за периодот од 21 до 27 година. На располагање ни се ставени 128 милиони евра, кои што се поделени тековно по секоја година за реализација. Она што од ИПАРД 3 програмата е изреализирано се склучени 453 договори, кои што се веќе се во некоја завршна фаза, само 50 на договори се во фаза на исплата. И само тие договори се во моментов на проверката стопирани. Ова го кажувам затоа што гледам дека опозицијата се обидува да наметне доза дека секој се блокира во државата. Да, според нивната информација 453 договори се замрзнати, дека над 130 милиони евра се блокирани. 453 договори се реализирани, остануваат само 50 на договори кои што се во фаза на реализација и тие ќе се завршат веднаш по оваа проверка. Значи многу е важно да кажеме дека ние како држава преземаме сите активности од нашата надлежност да го испровериме овој случај. Во минатото тоа не беше така. Се оставаше простор во јавноста, притисоци, па тогаш се проверува ситуациите. Брисел, повторам, ја поздрави ова наша брза реакција со цел да провериме што се случувале. По проверката, нормално ќе го известиме и Брисел, и агенцијата ќе продолжи со тековни активности, бидејќи денови ќе назначиме нов директор кој што ќе ја води оваа институција. Министре, велите 50 договори се замрзнати во моментов со оваа постапка или 50 на проекти на земјоделци. За колкава сума на пари станува збор, која што треба да биде исплатена со овие 50 на договори? Можеби сумата не е важна во моментов. Зборувам дека бројката која што треба да се дозаврши е релативно помало, таа што ја обвинува опозицијата, надевајќи се дека ќе поткрене паника во јавноста. Овие 50 на договори се во фаза на еволуација кој што веднаш, повторувам, по проверката која што ја правиме ние како држава, ќе си продолжи тековната активност од новиот директор. Колку очекувате да трае таа проверка? Слушаме информации, тоа предизвикува и страф и паника кај земјоделците. Информациите се дека со години може да траат овие проверки, 2 до 3 години. Какви се вашите очекувања? Треба да појасниме дека проверките ќе се прават во делот на реализација на ИПАРД програмата, додека националните плаќања, сите јавни повици кои што ги има спроведено Агенцијата за финансиска поддршка, кои што беа изминатава година, ќе си продолжат со тековна реализација, бидејќи споменав, ќе назначиме нов директор деновиве, владата ќе назначи нов директор кој што ќе продолжи со тековна исплата на оние буџетски национални средства. Така да не гледам простор и упатувам повик до земјоделци да бидат спокојни, бидејќи навистина тековно ќе си продолжи работата на платежната агенција. Повторувам, контролата се врши само во делот на реализација на ИПАРД програмата, не и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Денеска поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски јавно повика на една заедничка координирана акција во која што вели дека треба да се извести Европската комисија што точно се случувало и да се посочи дека ова е изолиран случај. Би прифатиле ли некаква соработка со опозицијата за такво нешто? Иван, да бидеме јасни, креаторот на сите проблеми и корупtivни дејанија во времето додека беа власт не може да бидат дел од решенијата кои што ги нудат.
ние како држава, споменав, имаме преземено низа на акции за да го утврдиме точно што се случило во платежната агенција и тука напротив не гледам никаква потреба од помош бидејќи тие беа креатори на многу проблеми во минатото. Поранешниот министер кој што гледам дека овие денови е многу гласен во јавност и се обидува да прави манипулира со јавноста, што на вистина не е коректно, меѓутоа тоа го прочита и граѓаните на последните локални избори, па им дадоа таква поддршка и наместо се занимаваат со нивните политички редови си ги консолидираат како партија, они се обидуваат да долеваат масло на огнот, меѓутоа не успева. Инаку кога сме кај опозицијата кој што вино и гледам дека прави денови атак врз владата, врз мене лично како министер и така натака, па повикува дури и на оставки, сакам да кажам дека станува збор за можеби криминогениот министер во минатото. Ова го говорам затоа што јас како министер по влегувањето во министерството преземав низа на активности за проверка на неговото работење. Има ли некаков резултат од тие проверки? Токму тоа говорам. Јас имам поведено неколку постапки према јавното обвинителство, кои што повеќе од година дена не се процесирани. Значи постапки за сериозни злоупотреби на буџетски средства, закони прекршени и така натака. Еве користам оваа прилика, иако во минатото многу пати повикував, уште еднашка, еве по допрен глас, по доставени документи да преземат активности да ги испитат овие случаеви. Мито овие поднесени документи и пријави не се само единствени. Изминатиот период, иако фокусирани на работата во министерството, враќање на довербата према институциите, према земјоделците, работевме на дополнителни проверки во министерството. Ево овој министер кој што сега се обидува да се појави како спасител, само еден конкретен пример за да појаснам за каков лик станува збор. Овој министер во минатото ја заобиколил платежната агенција како тело за спроведувач на програмите кои што ги носи министерството, формирал трошена комисија надвор од процедурите и поделил грантови по 10.000 евра за така наречени мали семени винари со трошена комисија без критериуми над 800.000 евра буџетски средства. Дел од процесот на делење бил и председателот на партиската комисија за земјоделство кој што по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт и влегувањето мое во министерството даде отказ. Претпоставам дека тоа е некаков момент говори за нивното делување. Значи вие да поделите надвор од процедурите, надвор од законите 800.000 евра и да се поставувате сега дека вие сте биле тие што работеле согласно закон, мислам дека паѓаат во вода. И ова исто како предмет кој што во завршна фаза ќе биде доставено до јавното обвинителство. Ево ова нека биде допрен глас, нека биде иницијатива и докази ќе доставам за да си одговарат. Истиот овој министер кој што денеска се јавува и сака да биде да се представи како лик кој што работи согласно законите, уште еден предмет кој што му виси на вратото, тоа е злоупотребата на партиски унапредување и вработување во министерството на лица кои што без согласност на Министерството за финансии и без запазена процедура ги унапредувало кој што има штета по буџетот. Истиот овој министер, поранешен министер, еве може по-банален пример, се нема раздолжено со техничката опрема кој што има лично задолжено во висина од 300.000 денари, како министер се уште нема вратено и затоа му се спрема една тужба. Истиот овој министер заради непревземање на активности скоро 5 години, односно од 2019 до 2024 година, по основ на склучен договор со германската KfW банка за грант од 80, односно кредит од 80 милиони евра за инвестиции во водостопанството, заради тоа што 5 години не преземал никаква активност, државата исплатила на 2,2 милиони евра послов на камати. Тоа се пари на граѓаните кои што можеле да бидат употребени за детска градинка, за амбулантни возила, за училишта. Тој министер заради тоа што преспал и не преземал активност, го оштетил буџетот од 2,2 милиони евра. Тоа треба да одговори истиот тој кој што денеска сака да каже дека треба се работи согласно законите и процедурите. Добро, министер, ова се само ваши сомнежи за можност за сторен Не, криминал. ова се документи. Одговорноста ја утврдуваат институциите, обвинителството во една судска постапка. Еве, јавно ги повикавте, ќе видиме дали ќе постапат и како ќе постапат за сите овие ваши сомнежи. Морам да ве прашам за она што ве обвинува опозицијата во однос на работењето на платежната агенција. Го познававте директорот на платежната агенција Стоилев, знаете како работел, ви изненади она што се случи во четвртокот? Видете, нема простор за грешки и кршење на законите за никој во државата. Апсолутно не гледам никаква причина некој да биде заштитен. Дали се тоа актуелни функционери, дали се поранешни, законот подеднакво треба да важи за сите. И тука немам никаква дилема. Дали некој е сега актуелен директор или министер или што и да е во делот на моето министерство, треба да одговара, ако го прекршил законот. Да, во делот на комуникацијата со платежната агенција, нормално ние сме во исти ресор, меѓутоа тоа е посебна институција која што работи согласно нивните процедури кои што доаѓаат претежно од Европската унија. Меѓутоа, она што е многу важно, нема селективност во пристапот.
Вие да ве подсетам во минатото додека СДСМ беше на власт. Имаше медиумски притисок, имаше притисок од јавноста и така натака, па дури тога се делуваше и повеќе шминка отколку нешто конкретно. Денеска без многу помпа се делува и се превенира криминал. И ова ќе биде показна вежба за секој еден кој што ќе се осмели да направи вакво прекршување. Јас сум овдека во улога на министер да ги појаснам работите, ипак повторувам, тоа е посебна институција, меѓутоа навистина нема простор за селективност. Така делува сериозна влада во борбата против криминалот и корупцијата. Може ли да го изгубиме пристапот до средства од ДИПАРТ, нешто за што предупредува опозицијата дека може да се случи? Можно ли е такво нешто? Видете, она што ќе го направи проверката која што правиме, само ќе утврдиме што точно се случило. Ние овдека зборуваме за прекршување на законот на една единка во случајов директорот на платежната агенција. Нашата проверка ќе биде дали се прекршени процедурите во рамки на работењето на таа институција. Согласно на план на активности кој што го има направено државата, ќе се предложат, односно ќе се имплементираат и дополнителни контролни механизми за да се елиминира евентуално идно злоупотреба на ваквите средства. Јас во моментов не гледам опасност од губење на овие средства, напротив, ова ќе биде само еден момент каде што ќе се проверат работите и ќе се продолжи теком да се реализира. Повторувам, јас имав и директна комуникација со насиот представник во Брисел. Ова навистина ваква брза реакција веќе во истиот ден е сериозно поздравена и ние сме решени да ставиме крај на ваквите девијантни однесувања. Министре, сам споменавте дека опозицијата бара одговорност од вас, бара оставка од вас. Генерално, кога се зборува за вас, се посочува на ваши конекции или поврзаност со петоосомничената во овој случај, која што доби мерка домашен притвор. Тие постојано објавуваат ваши фотографии со нејзе, фотографии од нејзе со функционери на ВМРО ДПМН. Каква е вашата поврзаност со петоосомничената во овој случај? Видете, посочуваното лице во делот кога бев технички министер беше од делот екипата во која што ја предводев. Меѓутоа, со формирањето на владата и формирањето на мојот кабинет, истото лице беше вработено преку Агенција за временно вработување во управата за водостопанство. Значи, мојата комуникација со тоа лице или било каква комуникација со платежна агенција апсолутно се исклучува. Тоа е еден момент каде што опозицијата го користи да направи конекција помеѓу мене и платежната агенција во еден ваков, како да кажам, во еден лажен процес. Апсолутно немала никаква комуникација, ниту поврзаност со ова. Истото лице, веќе по обзнанување на ваквите девијантни однесувања, прекина тие договорот за вработување во Министерството за земјоделство, односно во управата за водостопанство. Во постапката, како што информираше обвинителството, опфатен и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Кое е лицето? Имате информации на кој начин било вклучено во постапката? Јас немам, тоа ќе си покаже истрагата. Тука апелирам да се истражи до крај секој една инволвираност да се одговара без разлика кој да е. Чувствувате ли лично некаква одговорност за целиот овој случај, надвор од овие обвинувања и одговорност кој што ги бара Социјалдемократскиот сојуз? Јас како министер во моментов, единствен приоритет ми е работата согласно закон, решавање на проблемите кои што ги наследивме од претходната власт, да го подобриме аграрниот сектор како еден од столбовите на нашата економија и секоја една комуникација со било кој еден од директор кој што било од областа на земјоделството е во таа насока. Нормално, повторувам, секој кој што ќе се огреши спротивно на законите ќе работи, треба да одговара. И тука немам дилема. Кој да биде во досегашниот, во идниот, ама тука ги опфаќам и сите претходни функционери. Моментот на одговорност не почнува од 24 јуни 2025 година, него почнува од многу порано. Ние кога проверуваме, затоа што обврската моја пред се лична и согласно ветувањето и нормално законско делување се провери секој еден функционер како работел. И нормално треба да има одговорност за таа постапка. Тоа се народни пари, тоа се државни пари. Тоа го очекуваат и граѓаните, тоа го очекува Брисел, тоа го очекуваме сите. Затоа апелирам постојано да одговорноста која има. Органите на прогон да ги процесуираат овие предмети, да покренат, да отворат дела, да проверат што точно се случувало. Јас зборувам за милионски суми. Така да нема простор. За мене е криминал дали нема да вратите опрема од 300.000 денари или ќе направите криминал од милионски размери. Криминалот е криминал, корупцијата е корупција. Злоупотреба на закони е злоупотреба на закони. Добра, ајде ќе им веруваме на институциите, ќе почекаме да видиме што ќе покаже вашата проверка, што ќе покаже проверката на јавното обвинителство. Морам за крај да ве прашам, има информации дека денеска веќе има некаква средба на лидерите од владината коалиција во однос на најавената реконструкција во владиниот кабинет. Се споменува и вашето име како
можно да биде опфатено во таа реконструкција на владиниот кабинет? Имате разговарано за ова со премиер? Видете, одлуката за составот на владениот кабинет ја носи премиерот Христијан Мицковски. Секоја негова одлука каква и да биде ќе се почитува. Единствен приоритет е да се работи за подобрување на македонскиот аграр, кој што беше во многу лоша состава наследен од претходната власт. Министри, благодарам многу за гостување. Благодарам и на вам. Обвинети во случајот Пулс идната недела ќе седнат на обвинителна клупа. Судот, обвинителството и адвокатската комора се обврзаа на непречено одвивање на судењето. Десетина случаи со труење од печурки завршиле на токсикологија. Лекарите алармираат на внимателност. Сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. 38 обвинети во случајот Пулс идната недела во среда треба да се појават на стартот на судскиот процес во судницата во Идризово. Судот, обвинителството и адвокатската комора се обврзаа на непречено одвивање на судењето. Од кривичниот суд ги предупредија лекарите да внимаваат какви оправдувања за отсуство издаваат, бидејќи ќе се вршат проверки. Освен медиумите од Македонија, според најавите на обвинителството, судскиот процес ќе го следат и медиуми од соседството. Со засилено обезбедување, присуство на лекарски тими и уверување дека е се подготвено за почеток, надлежните најавуваат дека судењето за трагичниот пожар во Кочанската дискотека ќе почне без пречки. На денешниот брифинг со новинарите, во судницата каде ќе се одвива процесот, веде председателката на Кривичниот суд, државниот обвинител и првиот човек на адвокатската комора, уверија дека се ќе направат да се обезбеди непречено и фер судење. Предвидено е неделно да се одржуваат по најмалку 2 рочишта. Апелирам до јавното обвинителство, одбраната и адвокатската комора да се однесуваме достоинствено и да не дозволиме да се наруши принципот на непристрасност, правично и фер судење, истакна веде председателката на Кривичниот суд Даниела Димовска. Таа најави дека судот ќе ја контролира секоја доставена медицинска документација, доколку некој од учесниците побара одложување поради здравствени причини. Ангажиран е и дополнителен судија, поротник и записничар. Обвинителството распореди 15 на обвинители кои ќе настапуваат во тимови. Бидејќи доказите и сведоците биле исти, сметаат дека раздвојувањето на предметот ќе ја успори постапката. Иако во судницата ќе седат 38 на обвинети, обвинителството подсетува дека и во минатото имало случаи со голем број учесници и немало пречки за судењата. Председателот на адвокатската комора Љубомир Михајловски побара дисциплина и професионалност од бранителите. Откри дека дел од адвокатите ќе ги застапуваат и правата на семејствата на оштетените. Судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс ќе се одвива во судницата во близина на затворот Идризово. Идната среда на 19 ноември во неа за прв пат ќе седнат 35 мината обвинети кои одговараат за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. До средината на идниот месец закажани се уште 6 судски рочишта. Ќе им се суди на сопственикот на дискотеката, фирмата за обезбедување, тројца градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија и директори на дирекцијата за заштита и спасување. Обвинети се за пожарот во Пулс, каде загинаа 63 млади, а над 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Судењето за Југослав Николовски, кој беше прегазен на пешачката патека кај паркот на франкофонијата, и денеска беше одложен. Обвинетиот Фатон Љури чувствувал болки во стомакот, имал специјалистички упат со приоритет, а иако во затворот му бил даден лек, тврдеше дека поминало дејството. Откако на прашање на судиката одговори дека не може да го следи судењето, беше повикана итна медицинска помош, а откако тие утврдиле дека е во свесна состојба, но поради тоа што се жали на болки треба да биде однесен во болница, судиката го одложи рочиштето за на 21 ноември. Фатон Љури го прегази со мотор Југослав Николовски на пешачка патека под прозорецот од неговиот дом, а потоа беше недостапен за полицијата за делото. Тој призна вина, меѓутоа пред судот тврди дека не побегнал од местото каде што го прегазил Николовски. Според обвинението, Љури возел мотор без дозвола по пешачка патека и со неприлагодена брзина, при што го прегазил Николовски. Според обвинителството, обвинетиот по несреќата го оставил моторот и избегал без да помогне. Градоначалникот на Скопје најави дека ќе ги достави до јавното обвинителство сите информации за злоупотреби во јавното обвинителството, во јавните претпријатија. Ако добие дозвола од надлежните институции, ќе ги објави имињата на избрканите за кои било утврдено дека земале плата, но не оделена работа.
Скопскиот градоначалник ги достави до обвинителството сите докази за злоупотреби во јавните претпријатија и побара командна одговорност и за оние кои им подпишувале плата на лицата кои не оделе на работа. Финансовата полиција го чешла работењето и во комунална хигиена, но и на располагање им се ставени сите документи од градската администрација. Георгиевски вели меѓу отпуштените имало и лица кои биле во притвор или одслужувале затворска казна. Истрагата според него ќе води и до повисоки институции и функции под градската капа. Тоа се лица кои што со месеци, некои со години не оделе на работа, земале плат. Има таму лица, но еве во интерес на истрагата не можам во детали да влегувам, кои што дури се наоѓаат во куќен притвор или се затвореници. Замислете, земале плата од градот Скопје. Има под интелектуални услуги активирано камиони со астрономски суми исплата на физички лица кои што работеле наводно за комунална хигиена. Колку што смета дека финансова полиција треба да действа. Имате вие досега нешто забележано? Па ете не би навлегувал повеќе. Мислам дека доволно кажав поврзано со. Градот Скопје има злоупотреби. Па тоа треба да го утврдат финансова полиција, но секако дека се ќе биде ставено како предмет на истрага. Тој одби да коментира поканата на екс-градоначалничката Арсовска за ТВ Дуел и повикот да ги објави списоците со луѓето кои биле избркани од работа откако ја преземал функцијата. Тој порача да се позанимава со други институции. Побарав до сите директори да постапат против таквите лица. И тоа требало некој да го направи во минатото. Не драма да прави, туку да направи реално превземање на чекори и мерки. Така да го имаме списокот, како ќе се изјасни Агенцијата за лични податоци, мене не ми смета, напротив, одговорно е да се објават. Што се однесува на бивши политичари кои што имале шанса дадена од граѓаните, но го потрошиле за апсолутно ништо мандатот, немам што да коментирам. Ете, тие треба со други институции да комуницираат, не со мене. Мислам дека моето погрешно да не бидам разбран, не ниво, туку мојот фокус во наредниот период е средување на состојбите поврзани со хаосот и нередот што го стаја во градот Скопје. Скопскиот градоначалник вели кадровски измени има во претпријатијата во следните денови. Најави од почнување на тендерска постапка за подземната сообраќајница Лимак. Георгиевски рече дека во следниот период ќе се занимава со реорганизација на јавниот превоз, но и продолжување на инфраструктурните проекти за булеварите кои одамно требало целосно да се реконструираат. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Десетина случаи со труење од печурки завршиле на токсикологија. Лекарите алармираат на внимателност. Сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. Русија го прифати предлогот на Турција за нови мировни преговори со Украина. Психологот професор доктор Андон Чибишев предупредува на внимателност во сезоната на берба на печурки. Последниот месец на клиниката имале десетина случаи со труење кои за среќа навреме побарале лекарска помош. Сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. Десетина пациенти изминатиот месец завршиле на токсикологија поради труење со печурки. Не дошло до сериозно влошување на нивната здравствена состојба бидејќи јаделе отровни плодови, но не од смртоносните видови кои виреат и на нашето поднебје. Клиничката слика според токсикологот Андон Чибишев почнува исто и кај едните и другите. Гадење, повраќање, силни болки во стомакот и диареја кои со медицинскиот третман можат да завршат поволно во услови кога проблемите настанале 2 до 3 часа по консумацијата. Имаме печурки кај кои што првите симптоми се јавуваат после 8, 10 па и 40 часа од конзумацијата и тие ги викаме труење со диви печурки со долг латентен период и тие се оние од кои што ние најмногу се плашиме затоа што покрај оваа почетна слика на гастроентероколичен синдром, после тоа доаѓа до уништување на функцијата на црниот дроб, па тоа целото се рефлектира на функцијата на бубрезите, а црниот дроб нели превзима многу функции во организмот кои што се од витално значење. Чибишев вели дека овој период кога имаме пролет во ноември со претходни обилни врнежи е погодна почва за вирење на дивите печурки. Предупредува дека грешат и оние кои мислат дека многу добро ги познаваат печурките и не се свесни дека собрале отровница која е смртоносна. Отровите во дивите печурки, во отровните или во смртоносните се термостабилни. Значи, тие не реагираат на висока температура. Можете термички колку сакате да ги обработувате, да ги варите, да ги пржете, да ги печете со сати.
отровот ќе остане исто отровен како и во свежата печурка. Изминатите години на токсикологија имало и смртни случаи поради труење со печурки, а страдале и цели семејства. Постојат околу 5000 видови на печурки. 100 од нив се отровни, а од тие 10 се смртоносни. И ги има и на македонското поднебје. Сања Димитровска, Сител телевизија. Се бара решение за 550 вработени во Лукойл Македонија. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика вели дека разговарал со раководството на компанијата и според него постои можност за надминување на проблемот. Се бара решение за 550 вработени во Лукойл Македонија за да продолжат со работа и по 21 ноември. Првиот регулатор вели дека ќе се преземат сите мерки овие луѓе да не останат на улица. Откако пропадна обидот за преземање на Лукойл од страна на Gunvor Group, неизвестно е што ќе се случува со руската нафтена компанија. За неполни 2 недели нема да и бидат дозволени никакви трансакции, а во моментов на 40 бензински пумпи низ државата. Забрането е да се плаќа со виза и Diners картичките. Јас имав средба со представникот од Лукойл Македонија, тој ќе ги превземе сите мерки за да тие луѓе не останат без работа. Значи Лукойл може и понатака да почне да работи, да обезбедува нафтени деривати. До сега во најголем дел обезбедувал од Бугарија, може да обезбедува и од други земји, така да во тој дел треба да дадеме шанса понатака Лукойл и да продолжи да работи. Не мора да се снабдува со деривати произведени од руски рафинери. Инаку Лукойл присутни се во над 30 земји, а имаат рафинерии во Бугарија и Романија. Денеска романскиот министер за енергетика на социјалните мрежи напише дека и тие, по примерот на Бугарија, ќе го национализираат имотот на руската нафтена компанија. За да не се соочат со недостиг на нафта, подготвуваат закон за преземање, со што ќе обезбедат целосно согласување со меѓународните ограничувања, ќе се заштитат работните места на 5000 вработени и ќе се гарантира стабилноста и безбедноста на националниот енергетски систем, напиша на Фејсбук романскиот министер за енергетика Богдан Иван. Бугарија пак е загрижена дали ќе има доволно гориво, откако ќе стапат санкциите на сила. Резерви има само за 1 месец, затоа бараат владата да ги активира договорите со Европската унија. Со оглед на тоа дека 50% од готовите горива и дел од суровата нафта се произведуваат во други земји од унијата. Во моментов Бугарија забрани извоз на горива и ја стави рафинеријата во Бургас под државна контрола, со можност за нејзина продажба. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.